Прилеп уште еднаш докажа дека е лидер во Македонија кога станува збор за иновациите, кои може да се носат рамо до рамо со светските производи од сличен тип. Прилепската компанија Металотехника е прва на Балканот и пошироко кога станува збор за нанотехнологијата, која што пак се користи за заштеда на енергија. Имено се работи за два навистина уникатни производи, кои се нанесуваат на ѕидови и стакло, термостоп и термостоп транспарент. Овие иновации се поддржани од Фондот за иновации на Македонија во 2015 и 2018 година. Самите ние со нашите експерти на соработка, кога си поставивме цел, наша визија дека се што е гениално е и просто, се зазеловне да работиме во областа на нанотехнологии, користејќи соработка со соработници од 5 лидери во светот, Америка по нанотехнологија, Кина, на трето место Јапонија, на четврто место Иран и на петто место Русија. Сите овие 5 лидери ги произведуваат 90% од нанотехнологиите во светот. И ние исто така мора да назначиме, да нагласиме, бидејќи во неполни 2-3 месеци ни беа во посета двата амбасадори, едниот од Република од Иран, иранскиот амбасадор, а пред тоа беше и јапонскиот амбасадор и разговаравме на тема нанотехнологии. Првиот производ кој што се нанесува на ѕидови и фасади, ја задржува топлината во просторијата и не дава истата да излезе надвор. И ѕидовите на кои што е нанесен истиот производ се топли за разлика од стандарден ѕид кој во зимски услови е премногу ладен на допир. Заштедата на енергијата со овој производ е 30% во текот на една грејна сезона. Самата област енергија покажува дека светот сака да има нов вид на енергија која ќе биде континуирана, автономна, чиста, ефтина и да има неисцрпна моќ. Такви видови на енергии можат да бидат произведени, користени, складирани или штедени. Ние со нашите два нано проекти одлучиме најпрво да почнеме со штедење. И тие производи ќе штедат нанесени на површините каде треба над ѕидовите, на фасадите или на стаклата, ќе добиеме заштеда повеќе од 30% во текот на една грејна сезона. Вториот производ се нанесува на стакло. По неговото нанесување стаклото добива малку затемнета боја, која што ја задржува енергијата, односно стаклото во зима стопира топлината да излегува надвор, а во лето пак не дозволува сончевите зраци да влегуваат во просторијата. Кога првиот производ ќе се нанесе пак на топлотен извор, очигледна е разликата како истиот заштитува од топлина. Титената површина 77, 79, а веќе на оваа површина стигнува и 120 веќе. Не се стави една другата. Ето да видите. На другата веќе немате почнато да се топи. Термостоп заштитува и од пожар, но само до температура до околу 150 целзиусови степени. Наредна цел на компанијата е да направи нов производ кој што ќе се вика огностоп, со кого ќе се премачкуваат челични конструкции и дрво. Овој производ ќе ги заштитува објектите премачкани со него од пожар и ќе може да издржи температура од 500 до 1000 целзиусови степени во трајање од 120 минути, односно тоа колку пати е нанесен премазот. Сега новиот закон во Република Македонија побара и нови својства на овие изолации, односно да штитат и од пожар. И затоа Металотехника ќе продолжи со работа на нови иновации, на нови проекти. На пат е новиот наш производ, модернизиран, модифициран, и тоа е огностоп, каде што
се со намера да ги намалиме профитите финансиски, да ги заштедиме животите на граѓаните кои работат, стопанисуваат или живеат во објектите. Моментално овие иновативни производи на металотехника се извезуваат во Швајцарија, Италија, Хрватска. На испитување имале пратено проби во Пакистан, а учествувале и на саемот за нанотехнологии во Иран.